Инспекторите засилено на терен. Од почетокот на годинава посетиле дури 80% од продажните места на големите маркети, а засилени контроли има особено во последниве 2 недели. За сега не се забележани поголеми промени на цените ниту во маркетите, ниту кај трговците и добавувачите. Забележени се поскапување на одредени производи, но тоа е поради покачување на цената на влезните фактури, кои пак се зависни од цената на увозниците. Се очекува во следниот период намалување на цените на зеленчукот, овошјето, јајцата и лебот. И од Комисијата за заштита на конкуренцијата тврдат дека во моментов законот за фер трговски практики се применувал во целост и не биле забележани отстапувања. За сега трговците и добавувачите се движат во рамки на законските обврски. Нашите контроли се насочени само кон односот добавувач-трговец. Крајната цена не зависи од законот за трговски практики, бидејќи маржата е пазарно регулирана и таа не е под наша надлежност. Единствено позначително поскапување од по околу 10% засега има кај јајцата и маслото. Од Министерството за економија велат дека тоа е резултат на брзанскиот раст на цените на сировините. Министерството е подготвено да реагира со прецизни и насочени мерки, доколку се детектираат неоправдани ценовни отстапувања. Приоритет останува заштита на граѓаните, со посебен фокус на ранливите категории. Надлежните тврдат дека за некој ден на пазарот ќе се појават и македонски раноградинарски производи, со што се очекува цената на краставицата, зелката и компирот да се намали. Се очекува и поголем принос од живината во пролетните месеци, со што директно ќе се влијае на цената на јајцата.